5 по 5. Партијата не сека политички да ме ангажира. Филип Петровски, гостин во 5 по 5. Веќе подолго време си настрана од партиските случувања во МРОДПМН. Што е причината? Беше член едно време на извршниот комитет, сега те нема. Бе 5 години член на извршниот. Некако си дистанциран од целата таа работа. Зошто едноставно Филип Петровски реши од еден толку политички активен човек да премине во директор на библиотека? Околу политичките калкулации и пресметки, равенки, не сум тој што ги решава, така што политички ангажман, можам слободно да кажам, не добивам од партијата и не сум активен политички. Меѓутоа, имам ангажман во културна институција, која што според мене е од многу големо значење за градот Скопје, за оние што се заинтересирани за тоа што ние го работиме, за книгата конкретно, и се осеќам многу исполнет, со многу конкретни ангажмани на нивото на културата, не политички, и работа. А ти не достига политиката? Не многу. Млад човек кој што заминува во политика со помалку од 25 години како мене, доаѓа многу рано на пресвртници, качување нагоре, спуштање надолу, и најверојатно е дека треба самосвесно да се соочи со истите. Јас се соочив со предизвиците пред мене и мислам дека како директор на библиотеката можам многу да допринесам за македонското општество. Времето на големите очекувања и големите надежи, да се послужам со насловот на еден американски филм, Great Expectations, за мене заврши. Да, но многу попознато на јавноста е како филм. Сега сакам да видам што можам со моите скромни, ограничени сили, но мои сили, да направам за општеството. Па ќе кажаме само еден пример. Ние до денешен ден во библиотеката имаме 8 дигитални изданија на книги, илустрирани биографии и книги за нашите уметници, како што се Личиновски и Мартиновски. Успеавме она што како културно наследство го имаме на хартија, да го ставиме во дигитална форма, и со тоа постигнавме најмалку 3 работи. Првата работа го заштитивме од пропаѓање, втората работа го направивме достапно за секој, и трета работа, ставајќи го истото на вебсайт на библиотеката, стануваат бесплатни и достапни за секој во светот. Мојата намера беше на македонската емиграција, но и преку тој сајт ги пробиваме границите на Скопје, достапни сме за секој во Македонија. Мојата намера беше да она што е наше културно наследство, македонско наследство, биде достапно за сите. Како директор на библиотека ќе те прашам колку читаат луѓето? Читаат. Конкретно можам да кажам дека библиотеката има над 20.000 членови, што е една солидна бројка за Скопје. И исто така можам да кажам дека имаме над 200.000 книги издадени годишно. Значи, секој член од прилика по 10 книги, 11 изнајмува во текот на годината. Ние ги имаме скоро сите нови наслови што се појавуваат, имаме солидна соработка со скоро сите издавачи. Интересот се враќа, се обидуваме преку различни форми, и класичната форма на книгата во хартија, но и формата дигитална на вебсајтот, да ја расшириме книгата што повеќе, да ја популаризираме и со тоа да влијаеме на еден нормален развој на ова наше општество. Како стоите со финансиите? Библиотеката е под градот Скопје? Да. Децентрализацијата во оваа сфера се уште не е завршена комплетно, така што иако сме децентрализирани, финансиите поминуваат од централната власт како дотација до градот, а градот ги префрла до нас. Никогаш нема доволно финансии, секогаш сме во ситуација да нешто недостасува. Ако успееме да ја подмириме режијата, тогаш немаме доволно финансии за книги. Споредбено, градската библиотека на Белград има годишна сума од 550.000 евра за книги, купуваат најмалку 100.000 наслови. Тоа е за нас една недостижна бројка. Ќе те вратам пак на политиката. Жал ли ти од оваа перспектива за тоа што го избра Груевски наместо Георгиевски? Не, ни најмалку не ми е жал, затоа што прво јас не менувам партија. ВМРО-ДПМН не беше на Георгиевски, па Георгиевски си оди, па треба јас да си одам со него. ВМРО-ДПМН сум јас. ВМРО-ДПМН се сите членови негови. ВМРО-ДПМН е легитимитет и континуитет од 17 години. Го создаваше
Филип го создава безбројни членови, го создава семејства кои што страдаа за таа идеја и не сум подготвен да го менувам тоа име и таа партија, таа идеолошка силина која што ја чувствувам од самиот себе за самиот себе. Така што не жалам за ништо. Филип Петровски и Јубе Бошковски ме предупреди дека и ВМРО ДПМН ми го слуша телефонот. 5 по 5.